Почитувана колешке Петровска, ќе почнам со еден ваш цитат од говорот кој внимателно го слушав. Рековте, некој вели дека ги нема во буџетот, ама јас ги најдов. Кога сте толку вешта во наоѓање на нештата што ги нема, еве ќе ве прашам дали најдовте дека од сите проекти во вашата програма, буквално ниеден проект не е реализиран. Затоа што или ништо не правите, или тоа што го правите, не го правите како што треба. Дали некаде најдовте визија каде со туризмот и угостителството во следната година? Како не најдовте дека и покрај гласните најави за субвенционирање како помош на фирмите, ниту успеавте да им помогнете, ниту да им ги исплатите ветените субвенции кои доцнат веќе 3 месеци. 2020 година помина, ќе дојде и 2021 година, а вие пак ќе лажете. Како не најдовте дека субвенциите за туристички ваучер ви доживеаја целосно фиаско и се искористија само 66%, а и статистиката ви стави огромен минус за домашните туристи кои требаше да забележат барем благ пораст. И на крај, откако го уништивте туризмот, најново откритие ви е угостителските објекти да работат до 18 часот, па и на угостителството со тоа му го доодзедовте здравјето. Мислев дека сте убедени од одиме во Европа, ама по она сношти нешто ми вели сте сватиле дека никогаш не можете да не одведете во Европа, па така се обидовте да го донесете Амстердам во Скопје. Кога сте до толку креативни, може би најдобро ќе беше да ги посоветувате угостителските работници да се регистрираат како уметници, па да започнат да прават перформанс за да преживеат. Ете, до тоа дереđe ги донесовте. Логично е предлог буџетот да биде огледало на реалните потреби на граѓаните, на оние кои го полнат истиот тој буџет и носат економски раст и напредок на земјата. Но бидејќи имаме власт која е надвор од секаква логика, ние овде имаме представници како вас, колешке Петровска, кои не само што не обидуваат да не уверат, туку и да изгледаат уверливо додека се обидуваат да ги одбранат постапките на власта што ја представуваат. Епа, почитувана колешке, не се брани неодбранливото. Не се брани затоа што од власт, чија што единствена политика е уништувањето, а единствена идеологија крадењето, никој не може да очекува напредок.